Тројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Завршени се геотехничките истражни работи во едно ново рудно наоѓалиште во Источна Македонија помеѓу Делчево и Пехчево, тоест помеѓу местностите Стари Стевник и Панчарево и Звегор Стамер. Откривме сериозни количини на квалитетен, добро за лигнит изворено калоричен јаглен. Таму во иднина треба да никне нов рударско-енергетски комбинат. Ние го именуваме како РЕК Исток, со што сериозно ќе се зголеми квалитетот и надежноста на системот, електроенергетскиот систем во тој дел на Република Македонија. Понатаму тука се проекти кои што допрва ќе ги реализираме, како што е ревитализација и модернизација на две мали хидроцентрали во Липковско, тоа се на браните Глажња и Липково. Потоа тука е изградување на нова когенеративна постројка во клиничкиот центар во Скопје, прв таков проект во Република Македонија, што е тренд во Западна Европа и во Соединетите Американски држави и Канада. Потоа тука е целосно модернизиран турбоагрегат, турбина и генератор во енергетика, нашата подружница во Скопје, која што покрај тоа што произведува електрична енергија, произведува и топлина за оној дел на градот Скопје. Така да, прилично сериозна и обемна е активноста на електрани во минатото, но и она што следи во периодот кој што е пред нас. Тука се исто така активностите за тековно одржување, редовните ремонти, капитални, обични ремонти, или со други зборови можам да кажам дека изминатите години можеби повеќе од половина милиарда евра се средствата кои што АД Електрани на Македонија ги има инвестирано во нови модернизација и ревитализација на старите производни постројки, но исто така и во нивното тековно одржување. Споменавте новиот рудник помеѓу Пехчево и Делчево. Дали физибилити студијата е готова? Во овој момент завршени се геотехничките истражни работи. Знаете, ние најпрво имавме сомневање врз основа на она што било констатирано во минатото, дека таму има можеби потенцијална можност за сериозни количини на јаглен. Нашите сомневања доведоа до тоа да ние донесеме инвестицијска одлука. Потоа таа инвестицијска одлука резултираше со носење одлука за отпочнување на геотехничките истражни работи во тој дел на Република Македонија. Тие геотехнички истражни работи траја, завршија со финални извештаи. Тие извештаи сега се во процес на ревизија, денови ќе бидат и тие финални, но во меѓувреме за да заштедиме на време, распишавме оглас за избор на консултант кој што ќе изработи физибилити студијата врз основа на овие геотехнички истражни работи, односно извештаи како резултат на тие геотехнички истражни работи за физибилноста на проектот. Дали се исплати еден таков проект да одиме понатаму. Она што ние интерно го направивме, не само што се исплати, него ние одиме многу брзо со целата оваа постапка и што побрзо треба да реализираме. Бидејќи, како што ви кажав, таму имаме докажани резерви на 50 милиони тони јаглен со сериозно добра калорична вредност, која што е била еквивалент на јагленот кој што бил копан во Суводол во најдобрите години. Тоа би имплицирало изградба на еден нов производен капацитет од прилика околу до 200 мегавати, меѓу 150 и 200 мегавати. И тоа би значило дека таа термоелектрана би имала обезбеден јаглен во наредните 30 години најмалку, но она во што ние се сомневаме дека имаме делови во тој опфат кои што се уште не се доистражени, а каде што сепак можеме да најдеме дополнителни количини на јаглен. Подпишавме договор со една таква компанија, вложуваме дополнителни 15 на милиони денари за овие дополнителни истражувања и цениме дека некаде на крајот приказката ќе се сведе на некои дополнителни 75 милиони тони јаглен, што би значило еден сериозен работен век за една голема термоцентрала, најмалку 1000 директни работни места, уште два пати потолку индиректни, за тој крај изворена можност, инвестиција од преку 200 милиони евра, подобрување на напонските прилики, подобрување на електроенергетските прилики за тој крај. Така да, видите, станува збор за сериозна активност и сериозен проект кој што е државно значење за Република Македонија и ние сме, нашите анализи интерни, како што ви напоменав, покажаа дека станува збор за изворено исплатлив проект, но ајде да почекаме што ќе кажат и аутсорсингот кој што го ангажира. Тројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.